Одлагањето на евроинтегративниот процес на Северна Македонија до недоглед поради бугарската блокада ќе влијае и на растечкиот тренд на евроскептицизмот во земјава, коментираат аналитичари. Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европска политика вели дека веќе се зголемува недовербата во ЕУ и оти сега многу помалку од граѓаните веруваат во известноста на перспективата за членство во Унијата. Истражувањето на ИРИ од јуни покажа дека денеска 32% на граѓаните веруваат дека Македонија е поблиску дел отколку што била во 2005-та. Пред 3 години тоа била над половината граѓани, 57%. А 57 не веруваат. Значи 57 мислат дека е сега подалеку од членство отколку што била во 2005. Елмаз Хасановиќ, безбедносен аналитичар, смета дека интеграцијата на Западен Балкан е заложник на домашните политики на одредени земји, членки на ЕУ, и оти евроскептицизмот е веќе видлив. Според Балканскиот барометар, спроведен од страна на Регионалниот совет за соработка, за 6% е намалена поддршката кај луѓето кои сметаат дека ЕУ е добра, позитивна работа за нивната држава. Ваквиот пораст на песимизмот е очекуван исход. Не само поради блокадата за почетокот на преговорите со Бугарија, туку и поради се поголемата свесност за неподготвеноста на ЕУ за проширување. Но најавениот економски и инвестициски план на ЕУ за Западен Балкан во висина од 30 милиарди евра представува силен сигнал за поголема економска интеграција на регионот, но и решителноста на ЕУ да се справи со се поголемото кинеско влијание во регионот, вели Хасановиќ. Тоа што очекувам во наредниот период е владата да ја подобри стратешката комуникација и овој план подобро да го представи кај граѓаните, бидејќи трети актори би можеле да искористат моменталната ситуација и дополнително да ја подкопат повербата и поддршката за членство на Република Северна Македонија во ЕУ. Одлагањето на почетокот на преговорите ќе се обидат да го искористат други регионални играчи, на што се свесни сите. Тоа е основниот мотив на Европската Унија за да го задржи влијанието тука, иако очигледно за сега не знае како не успева во тоа. Доколку ние не сме тука, местото ќе го заземат Кина и Русија. Тоа е стравот од страна на ЕУ, на тоа укажуваат и нашите политичари. Јорданова не е оптимист во однос на преговорите со Бугарија, бидејќи вели Софија постојано ги зголемува своите барања. Хасановиќ пак дека реално е да се очекува во втората половина на 2022 година да има раздвижување на работите и евентуално отстранување на блокадата. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.